Здрава на сите, што сте присутни тука на Zoom и што не гледате онлайн на Facebook стримот. Денеска имаме една особено интересна тема со овој настан, која што ќе ни биде презентирана од Гого Рафајловски, кој што е оперативен Chief Operational Officer, оперативен директор на SU Tech Park, и ќе биде повеќе во насока на интелектуалната собственост, заштитата на иновации и креирање на нови вредности. Но пред да го слушнеме Гого, да ни се представи малку подобро, ќе ја повикам поздравното видео од Симона Чаминска, нашиот национален координатор на глобална недела на претприемништво, кој што ќе ни каже што е глобалната недела на претприемништво, за глобалната мрежа на претприемништво и ќе не поздрави. Почитувани домаќини на глобалната недела на претприемништвото во Македонија, Стартап Македонија, почитувани партнери на глобалната недела на претприемништвото и почитувани гости. Моето име е Симона Чаминска, националниот координатор на оваа иницијатива, основана од глобалната мрежа на претприемништвото во Македонија. Ми представува особена чест и задоволство да ви се обратам со поздравен говор и да ви посакам успешен настан, но и да ве поканам да ги проследите содржините кои ги избравме за вас оваа година и ги представуваме како понуда на екосистемот за поттикнување и унапредување на претприемништвото во Македонија. Глобалната мрежа на претприемништвото е најголемата светска мрежа која оперира со проекти и платформи во над 180 држави во светот, кои пак поттикнуваат развој на бизнисите со една единствена цел – основањето и водењето бизнис да биде едноставно и достижно секому и секаде. Една од најпознатите иницијативи или програми на оваа мрежа е токму глобалната недела на претприемништвото, која се празнува во текот на месец ноември од страна на 180 држави, каде партнери организираат над 40.000 активности, што пак обединуваат над 10 милиони луѓе. Оваа година глобалната недела се одржува од 8 до 14 ноември. Стартап Македонија е домаќин на оваа иницијатива од 2018 година. Тогаш започнавме со само еден настан, за да стигнеме до 14 во 2019 и дури 45 во 2020 година. Оваа година на агендата имаме активности од приближно 40 на партнери од академската и граѓанската средина и приватниот сектор. Верувам дека ваквите иницијативи што го обединуваат екосистемот во насока на создавање нови партнерства, отворање на нови полиња за соработка и промоција на најпознатите проекти и активности на партнерите, се само чекор поблизу до хармонизирање на соработката на сите општествени чинители во насока на подобрување на условите за создавање и водење бизниси во Македонија. На овој начин ја позиционираме Македонија во друштво на најбрзо растечките екосистеми што нудат разни типови алатки на претприемачите за нивна промоција, мрежување и поттикнување за освојување на нови пазари. Дозволете ми да ви се заблагодарам за вашиот интерес за поддржување на иницијативи од овој вид, како и за вашето внимание и да истакнам дека се надевам дека оваа недела ќе биде исполнета со содржини преку кои ќе можете да остварите нови контакти, да размените идеи кои во иднина ќе ви донесат уште поголеми успеси. Ви посакувам успешен настан. Супер. Фала на Симона, нашиот национален координатор, и сега ја префрлам топката и го ставам во спотлајт Гого Рафајловски со неговата тема и неговиот настан. Повели Гого. Здраво на сите. Фала ти, Благица, за прекрасната најава. Мислам дека добро се слушаме, дека се функционира во најдобро светло. Без некакви одлагања ќе гледам веднаш да почнам мојата презентација и да споделам она што имам да ви го кажам, за да можеме веднаш да преминеме на темата. Се надевам сите го гледате екранот. Денеска ќе зборуваме за интелектуалната собственост. Ќе зборуваме за интелектуалната и собственост и за заштита на иновациите, односно како претприемачите и стартапите може да креираат нови вредности со помош на алатките што ги нуди интелектуалната собственост. Најпрво ќе кажам збор два за мене и за мојата организација. Значи, моето име е Гого Рафајловски.
Јас сум оперативен директор на СЕУ Техпарк, кој што е првиот технолошки парк во Македонија и консултант за интелектуална собственост. Мојот бекграунд вклучува повеќе од 15 години кариера во менаџирање на стартап центри, инкубатори, акцелератори и технолошки паркови, а она што го правиме во СЕУ Техпарк и што е уникатно за македонскиот стартап екосистем е тоа што ние поддржуваме така наречени scale-up компании, односно компании кои што се во понапредна фаза на раст и нив ги помагаме преку отворање на нови пазари, нови можности, пристап до инвестиции, вреднување на компании, но и во деловите на интелектуалната собственост. Исто така може да ме прашате било што околу оперативниот менеджмент, стартап вреднување, инвестиции или се разбира она што ќе биде тема денеска. Ве охрабрувам сите интерактивно да се вклучите, доколку имате било какви коментари, забелешки, сугестии, додека ги отвораме темите, може да кренете рака или да пишете во чат тоа што сакате да го поставите во прашање, ќе гледаме во текот на наставност или веднаш по завршување да одговориме на сите нејасноти кои што ви се поврзани околу темата. Па да почнеме. Зашто ќе зборуваме фактички денес? Денес ќе зборуваме за intellectual property, односно на македонски интелектуалната собственост и ќе зборуваме зошто е таа важна за претприемачите и стартап компаниите и како со помош на оваа алатка може да смените цели индустрии. Подетално ќе зборуваме за трговски марки, патенти, индустријски дизајн, но исто така за трговски тајни, географски ознаки, e-трговија или e-commerce. Но сакам да позборуваме малку и за бизнис аспектите на интелектуалната собственост, односно кои се придобивките од заштитата. Дали може да подобрите бизнис процеси со неа? Како може меѓународна заштита да производите услугите да подлежат на меѓународна заштита? И како можете да обезбедите дополнителни финанси или да ги вреднувате правата на интелектуална собственост. Нормално повеќе инфо може да најдете на линковите подолу. ВИПО е Светската организација за интелектуална собственост, EUIPO е Европската организација и нормално нашата, односно Државниот завод за индустријска собственост, кој што има веб страна ipo.gov.mk. Главните две прашања кои се однесуваат на интелектуалната собственост кај многу стартапџи и претприемачи се зошто и како. Односно зошто да заштитам интелектуалната собственост и како тоа да го направам најдобро. Одговорот на првото прашање е затоа што носи дополнителна вредност. Со самата заштита вие од една страна создавате уникатни производи и услуги кои што се тешко копирливи за вашата конкуренција и ќе ви дадат дополнителна предност на пазарот или пазарите кај што работите. А второто прашање е како обично претприемачите мислат дека кога зборуваме за интелектуална собственост дека тоа е само патентна заштита. Морам уште на самиот почеток да кажам не, има повеќе слоја на заштита кои што се адекватни и кои што се лесно применливи за стартапите и треба да се има поширока палета на алатки кои што ќе можат истото да ви го овозможат. Па идеме со ред. Ќе позборуваме за основните на интелектуалната собственост. Оваа дефиниција јас ја наоѓам многу интересна, затоа што вели општествени појави кои што се настанати по повод на нематеријалните, односно духовните творби и кои се производ на човековиот креативен ум и интелект е фактички дефиницијата за интелектуална собственост. Посебен нагласок во оваа дефиниција е човековиот креативен ум и интелект. Во теорија не постојат големи ограничувања за тоа како може да се движи човековата креација, односно што се може да измисли или да имагинира. Па така би рекол дека ова е едно широко поле на делување за се она што мислите дека може да биде подобро во овој свет во кој што го живееме. Во принцип, системот на интелектуална собственост се дели на две категории. Едното е индустријска собственост, кој што повеќе ги опфаќа правата поврзани со бизнис процесите, односно ги тангетира организациите, односно бизнисите кои што работат на ова поле, и вториот дел е авторско право и така наречени сродни права. Овие права се повеќе индивидуални и повеќе се лични, да речам, отколку што се организацијски или компаниски. Но во пракса, многу често, овие две системи можат да се судрат, но да речеме можат да бидат и компатибилни, односно во праксата се многу испреплетени. Ќе видиме и низ неколку примери понатаму како е тоа можно.
Еве да земеме еден општ пример. Примерот со мобилните телефони. Секој од нас има мобилен телефон, секој од нас го користи многу често, секојдневно и во еден уред како што е мобилниот телефон може да има, како што кажавме, повеќе слоеви на заштита. Например, оперативниот систем или интерфејсот може да биде заштитен со патент. Софтверот, сликите, почетниот звук, рингтонот може да бидат заштитени со авторство или авторско право. Формата на телефонот, распоредот на копчињата, дизајнот на иконите пак може да бидат заштитени преку индустријски дизајн. Брендот, односно логото на фирмата, кој што го разликува пакувањето или жигот на еден производ од останатите на пазарот, може да биде заштитен преку трговска марка. И сите необјавени делови на софтверот, како што се некои посебни команди кои што не се, да речем, видливи за крајните корисници, а сепак имаат некои функции, може да бидат заштитени преку трговска тајна. Низ овој пример на мобилните телефони можеме да видиме дека на еден обичен производ, кој што секојдневно го користиме и кој што е технолошки развиен, може да има повеќе слој на заштита на интелектуалната собственост. Односно, секоја форма или секој контент може да биде посебно заштитен од страна на производителот или брендот кој што истиот го пласира на пазар. Кога зборуваме за трговска марка, битно е да знаеме дека трговската марка е исклучиво право на индустријска собственост со кое се штитат знаците кои што служат за разликување на стоките и услугите од останатите на пазар. Функциите на трговската марка сите ги знаеме. Тие се гарантна функција, значи гарантира дека производот е со одреден квалитет, контролна функција, значи помина некоја контрола или некои механизми на контрола, има исто така рекламна, односно PR функција, има функција на означување на потеклото на производите во некој случај повеќе, во некој помалку, но исто така има и дистинктивна функција, значи се разликува од останатите производи на пазарот и има конкурентска функција. Викаме дека се одвојува од конкуренцијата според своите карактеристики, односно според се она што е уникатно за тој производ и услуга. Тука сакам да напомнеме дека трговската марка е правната варијанта, односно правната форма на брендот или логото. Брендот и логото си постојат сами по себе, но правната заштита се прави преку трговска марка. И една компанија може да има повеќе регистрирани трговски марки во своето портфолио, односно теоретски неограничен број на трговски марки. Ако брендот го замислите како еден вид кола, односно возило кое што го управува вашиот бизнис, тогаш трговската марка би бил воланот на тоа возило, односно правецот во кој што сакате да се движи понатаму вашиот бренд. Кои се општите услови за заштита на трговска марка? Во Македонија општите услови за заштита се знак, значи мора да биде прикажан во знаковна форма, мора да има графичко прикажување, значи да може да се стави на некоја подлога и мора да има дистинктивност, односно да се разликува од сите останати слични трговски марки или трговски марки кои што веќе постојат на пазар. Знакот како предмет на заштита во Македонија и генерално во светот може да биде комбинација на зборови, букви, бројки, слики, цртежи, комбинација на бои или геометриски форми, тродимензионални форми или пак комбинација на сите горе наведени. Ова дава многу една голема и широка слобода на креативците да можат креативно и интелектуално да се изразат, за да можат да направат најдобра комбинација од сите горе наведени параметри и истото тоа да може да биде формално правно заштитено. Во Македонија исто случајот е дека трговска марка може да се регистрира на било кој јазик и на било кој писмо. Значи можете да регистрирате на македонски јазик кирилично писмо, можете на англиски јазик со англиското, односно латинично писмо или на било кој од друг од светските јазици. Во некои земји во светот исклучиво право на регистрација имаат само нивните територијални јазици на кои што зборува населението или што се официјални јазици на државата. Кога зборуваме за најпознатите трговски марки за 2020 година, ова се едни од најпознатите трговски марки и брендови
И можам да кажам дека компаниите многу силно инвестираат во брендирањето, но инвестираат и во заштитата и затоа постигнуваат и големи валуации. Затоа и се широко препознаени на пазарот, затоа што голем дел од времето посветуваат токму на брендирањето и на интелектуалната сопственост. Сега да видиме што не може да биде регистрирано како трговска марка. Во принцип не може да се регистрира трговска марка ако истата е генерички поим. Значи ако е нешто што го опишува самиот производ или услуга, односно е описен поим. Да речем, не може да регистрирате трговска марка дрвен прозор ако вашата компанија произведува дрвени прозори. Не сме да биде исто така заведувачка трговска марка. Значи не може да регистрирате, да речем, трговска марка која што е, да речеме, железни цевки, а вие да имате дрвени, пластични цевки. Значи тоа е заведувачка. Просечниот потрошувач го доведува во заблуда дека производот е таков каков што во принцип не е. Исто така не може да биде регистрирано марка спротивна на јавниот поредок и морал, официјални државни знамиња, грбови или официјални символи на држави, национални или меѓународни организации, но исто така не може да регистрирате марка која е веќе во конфликт со друга постоечка марка. Ова значи дека ако некој веќе регистрирал некоја трговска марка во одредена област, вие најверојатно нема да може да ја регистрирате некоја истата или многу слична трговска марка. Покрај основната трговска марка постојат и повеќе видови на трговска марка. Тоа се услужна, која што е иста како производната, да речем, но се однесува само на услужни производи. Колективна, односно најгоден пример за ова е Walmart трговската марка, која што вели, окей, секој производител кој што исполнува условите на производите да бидат 100% од волна, може да ја користи и оваа трговска марка. Сертификациона марка, например CE, Certify Europe, кој што означува дека одредени производи се со одреден квалитет кој што ги задоволува европските стандарди и нормално добро позната марка, односно веќе некоја марка која што е добро препознаена на национална или на светска основа, на интернационална основа. Исто така пример Ecolabel за производи кои што колективна марка за производи кои што исполнуваат некои еколошки стандарди во случај. Да видиме неколку примери на трговска марка. Значи, гледаме трговска марка на Браво кафе, Браво сокови, детергенти, моливи или пенкала, храна за кучиња или за миленици, очила за сонце или рамки и кујски прибор. Ова се сите регистрирани трговски марки. Овој пример ни покажува дека една трговска марка можеме да заштитиме само во класите на производи кои што сакаме да продаваме. Значи не можеме трговска марка во теорија да заштитиме за се и се што, туку мора да бидат во одредени класи на производи. Да речем, доколку имаме сокови и користиме трговска марка Браво, односно брендот ни е Браво, можеме да регистрираме таа марка само за Браво сокови, односно храна и пијалоци. Да речем, друга трговска марка може да биде истата која што би се однесувала само за очила за сонце или рамки за ночар. Третата може да биде само за канцелариска опрема и слично, или хемиски производи и слично. Значи, трговската марка кога ќе ја заштитите, не ви дава ексклузивно право за сите производи и услуги да ја користите, туку мора да наведете одредени категории, односно вертикали во кои што планирате да продавате, а сите други ќе останат на располагање нормално и за другите чинители доколку постои така. Еве едно блиц прашање. Дали трговската марка е регистрабилна? Ова е еден случај на Копертон, каде што во 70-тите години во Германија имаше обид да се заштити трговската марка Копертон и првично беше одбиена затоа што е премногу описен поим. Копер знаеме што значи, тоа е вид на железо. Копертон во превод македонски би дошло бакарен тен. И првично беше одбиена, но подоцна, да речам, бизнисот ги адаптираше, направи посебен фонд, додаде графички елементи како што се девојче, куче, виножито, ја стилизираше трговската марка и на вториот обид успеа да ја регистрира. Сега оваа трговска марка е регистрирана и е официјално призната, да речем, во Германија како таква.
И е добар пример за тоа што дека комбинација од бои, букви, графички прикази, па дури генерички или описни поими, доколку се доволно дистинктивни сами по себе, може да бидат заштитени. Вториот пример е пример на Hummingbird сода, односно на македонски ова би му дошло сода или сокот колибри. Во овој случај ова трговска марка не може да биде регистрирана затоа што е заведувачка трговска марка, односно просечниот потрошувач го заведува дека може да постои сок од колибри, кој што знаеме дека не е таков и доколку вака се обиде да се регистрира, таа би била одбиена врз основа на заведувачки околности на просечниот потрошувач. Кога зборуваме за патенти, ќе кажеме фактички некои генерални работи за тоа што може да биде патентирано и што не може, но да тргнеме први на тоа што е патент. Патент е исклучително субјективно право кое го штити својот титулар во поглед на стопанското искористување на неговиот пронајдок. Ова во превод значи дека доколку вие патентирате или пронајдете нешто и го заштитите како патент, тоа ќе ви дава исклучиво ваше право истото да го комерцијализирате. Односно ќе ви даде одреден монопол на пазарот да вие и само вие можете истото да го комерцијализирате. Па така вели предмет на заштита ќе биде пронајдок што е интелектуално добро и што е техничко решение на технички проблем од сите области на техниката и технологијата. Ова значи дека сите области од техниката и технологијата се офатени без исклучок, доколку е техничко решение на технички проблем. Што значи ова техничко решение на технички проблем? Може да патентирате само нешто што решава проблем. Доколку не постои проблем во животот, во индустријата, во бизнис процесите, истото се смета за неадекватно, односно непатентабилно. Еве еден добар пример за тоа. Доколку денес направите перпетум мобиле машина, односно машина која што црпи енергија сама од себе, нема да може да ја патентирате врз основа на ова. Нема решение за некој технички проблем. Значи машината не прави ништо. И апсолутно станува збор за непатентабилен пронајдок. Значи мора да решава некој постоечки проблем за да може да биде патентирано, односно заведено како патент. Носители во овој случај на патентот се физички лица, односно пронаоѓачите и нивните правни следбеници. Ќе видиме и како тоа во понатаму што тоа значи, но тоа значи дека вие како физичко лице го правите пронајдокот и истото мора да биде заведено како такво и исто така може да биде заведен правниот следбеник, односно вашата стартап компанија или вашата компанија кој што ќе стопанисува, односно формално правно ќе го комерцијализира овој пронајдок. Да видиме дали производот е патентабилен. Патентабилен е производот доколку истиот е во рамките на предметот на патентите, ова веќе се подразбира, доколку е пронајдок, значи е нешто ново, нешто невидено во индустријата, и доколку има инвентивен напредок, односно се вели да има некој напредок кој што не е очигледен. Да речам, во просечен работен ангажман на просечен човек да не може истото многу лесно да го копира или лесно да го направи или да не биде логичен след на дејностите. И последното е да биде соодветен за индустријска примена. Ова е многу важно затоа што во Европа генерално патентите мора да се однесуваат на апарати, односно на машини. И додека во Америка, да речам, патентите може да се однесуваат и на софтвер, како стендалон, како самостоечки патент. Во Европа софтвер не може да се заштити, додека во Америка може. Единствен начин софтверот да го заштитите во Европа е да биде прикачен, односно да биде патентиран заедно со машина или апарат кој решава некој технички проблем. Значи, да речеме, софтвер за градежна индустрија кој што може да биде прикачен за багер или за некоја машина за ископ, кај што заедно ќе обавуваат некои заеднички функции. И сега нормално да кажеме и зошто треба да се патентира. Предпоставувам повеќе од овие работи ги знаете, затоа што може да има силна позиција на пазарот за фирмата или стартапот, затоа што има висок поврат на инвестиции, затоа што има можност да го продадете или лиценцирате бизнисот
да ја зголемите својата преговарачка моќ и нормално е да имате позитивен имидж за вашиот бизнис пред вашите клиенти, но и пред вашите соработници. Еве еден пример колку НАСА вложува во патенти. Односно, денес Американската вселенска агенција има преку 6500 патенти за сите своји пронајдоци кои што генерално се наменети за летала во Вселената. Еден просечен производител на автомобили во Европа има преку 9600 патенти. Ова ни кажува колку компаниите вложуваат во интелектуалната собственост и претежно во патентирањето, не само за да бидат напредни и за да ги заштитат своите пронајдоци, но и од друга страна да се заштитат од конкуренцијата. Затоа што со се што ќе патентирате, вие спречувате конкуренцијата да го прави истото или сличното на пазарот и така ви обезбедува ваш и на вашиот бизнис конкурентска предност. Еве уште едно блиц прашање, дали метод на лекување може да биде патентиран? Ова исто така актуелна тема со оглед на пандемијата или завршувањето или незавршувањето, да речем, на пандемиските околности. Во принцип, метод за лекување, да, може да биде патентиран, но со единствен услов само доколку има човечка интервенција во методот. Значи, не може да патентирате нешто што е зададено во природата, некој секрет, некоја билка или некоја материја која што веќе постои како таква во природата, но доколку истата вклучува човечки фактор и човечка интервенција, во тој случај како метод за лекување, да, може да биде патентабилен. Продолжуваме понатаму со индустријски дизајн. Да видиме што е тоа индустријски дизајн. Индустријски дизајн вели е право на индустријска собственост со која се штити нова форма, тело, слика, цртеж, контура, композиција на бои или пак било која нивна комбинација. Па така да имаме дводимензионални индустријски дизајн и тродимензионален индустријски дизајн. Дводимензионалниот е нова форма или нова слика, додека пак тродимензионалниот е нова форма на тело. Добар пример за ова е Coca-Cola, кој што ги користи двете видови на индустријски дизајн, односно со нова мостра, односно со форма штити надворешниот изглед на чашките, кои што ги користат обично во фастфуд индустријата, и со тродимензионалниот индустријски дизајн го штити шишето, односно препознатливиот изглед на Coca-Cola стакленото шише. Мораме да кажеме дека индустријскиот дизајн се однесува само на естетските аспекти или само на надворешниот изглед на производот. Не навлегува тој во неговите функционалности. Тоа значи дека индустријскиот дизајн ќе се регистрира ако исклучиво е нов, оригинален и има препознатлив, индивидуален, уникатен карактер. Ова вели дека доколку измислите некој, односно дизајнирате ножички кои што би требало да се нови, уникатни и стилизирани, како што се во примеров, формално правно никој нема да ве испитува за функционалност, односно дали ножичките сечат. Во случајот со велосипедот никој нема да измислува дали точакот или велосипедот вози или врти, туку само ќе го заштитат естетскиот аспект, односно надворешниот изглед на производот. Не навлегува во неговите функционалности. Еве уште еден добар пример од индустријата, вели дали оригиналниот дизајн е отпорен на конкуренција. Во случајот со Лего, сите ги знаеме Лего коцките кои што се наменети првенствено за децата и за нивната игра, односно редење, правење форми во блокови, Лего го има заштитено својот препознатлив блок, дизајн на Лего коцките, и како таков си го штити од конкуренцијата. Неодамна во европските судови се покрена тужба, затоа што излезе сличен конкурент со сличен дизајн, кој што спореше дека не е толку уникатна формата на Лего коцките, дека е тоа нешто природно што и сите други чинители во индустријата би го правеле. И мислам дека годинава, ако не се лажам, се донесе пресудата дека Лего има монополско право да си го штити својот производ и дека му се одби жалбата на конкуренцијата дека сите други може да го користат истиот дизајн.
во овој случај тоа е добар пример дека вреди да се инвестира во интелектуална сопственост, но исто така е добар пример како една обична форма, да речам, или компанија која што работи на не толку комплицирани производи, со помош на интелектуалната сопственост може да си го заштити својот оригинален дизајн. Преминуваме кон трговски тајни. Што е фактички трговска тајна? Трговската тајна е генерално било каква доверлива информација која што е адекватна за вашиот бизнес. Па велиме што може да се света со трговска тајна. За трговска тајна може да се светат широка лепеза да речеме планови, маркетинг планови, финансиски информации, евиденција на персоналот, прирачници, состојки, истражување и развој, цртежи, мапи, проекти, алгоритми, но и процеси и техники кои што секојдневно се употребуваат во бизнисот. Генерално секоја информација која што е вредна за вашата конкуренција, која што е уникатна за вашиот бизнис, може да биде заштитена како трговска тајна. Нормално, некои стандарди за тоа што е трговска тајна се следниве. Значи, информацијата мора да биде тајна, односно не може да ја знаат сите во компанијата или пошироко. Таа мора да има комерцијална вредност, затоа и велиме дека е тајна, и носителот на истата мора да превзел минимум чекори за да таа остане таква. Односно, вие мора да се осигурате како бизнис или како предприемачи дека таа нема да биде толку лесно и јавно достапна на сите кои што ја бараат. Добар пример за ова се нормално пак Кока-кола, затоа што тајната состојка за формулата на Кока-кола, односно соодносот на состојките ги знаеме, тие стојат на амбалажата. Тајниот сооднос го знаат само двајца луѓе. Се чува во таен се во Атланта и тие двајца луѓе од компанијата никогаш се немаат сретнато и никогаш не знаат кој е оној другиот. Од компанијата се осигуруваат дека тие заедно не идат ни на настани, не патуваат заедно, не седат во ист објект и слично. Односно, на овој начин Кока-кола си ја штити својата тајна формула од останатите. Изворниот код на Windows е исто така трговска тајна. Тајните состојки за сосовите на KFC се исто така трговска тајна, значи они имаат, ми се чини, 11 или 13 добавувачи, со кои што јасно и прецизно имаат формулирано договори и клаузули кои што никој друг не смее да ги знае во индустријата, односно се тајни и не се јавно достапни информации. И така овие компании се осигуруваат да ги штитат своите уникатни производи или услуги по пат на трговска тајна. Она што е важно да се напомене е дека овие компании намерно избрале да не патентираат, односно да ги заштитат своите пронајдоци или да речем уникатни особини како трговска тајна, затоа што во теорија трговската тајна не се поднесува како апликација. Нигде не треба формално правно да ја поднесете и не подлежи на ревизија. Значи, останува ваш интерен процес, вие си уредувате како ја штитите и во теорија има неограничен рок на употреба. Односно, до моментот до кога ја чувате како трговска тајна, истата ќе биде, може да ја комерцијализирате, кога веќе ќе ви ја дознаат, тоа станува општо добро. Додека кај патентите обично имате одреден преддефиниран рок на кој што ова може да го правите. Обично тоа е некој да речеме 25 години, после тие 25 години патентот станува јавно добро, односно општо позната информација и секој друг може генерално има можност да го истото да го реплицира. Ке преминеме на географски ознаки и што тие значат. Мислам дека голем дел од публиката знае што се географски ознаки. Тоа еден пример за тоа се кубанската пура Хавана, во нашиот случај беровско сирење или прилепски мермер. Нормално од овој регион од кај што потекнувам и јас, тетовското тавче гравче или ѓомлезе или шампањ. Географските ознаки се фактички ознаки на производи кои што потеклуваат од одреден географски регион или имаат одредено специфично потекло. Например, во случајот на шампањ, областот кој што потекнува се вика
шампањи, таа се наоѓа во Франција. Инаку името на производот генерички е пенливо вино, бело пенливо вино. Но дека потекнува баш од тој регион, само тие вина што се произведени таму може да користат ознаката шампањ. Истото се однесува и за познатата пура Хавана, односно цигари Хавана кои што се произведуваат баш во Куба, односно во Хавана. Истото се однесува за беровско сирење и за ред други производи кои што се со специфично географско потекло. Оно што е важно да се знае за географските ознаки се дека тие на европско ниво се делат на географско потекло, односно од каде потекнуваат, и ознака за потеклото, односно каде се направени. Па така да речеме, нашите вина кои што ги извезуваме од Македонија не може да ја носат ознаката вина од Македонија, затоа што ние немаме регион кој што се вика Македонија. Нашите вина обично се Повардарие, Пелагонија, Демиркапија или други региони, додека пак грците, да речеме, имаат право да ги користат називот вина од Македонија, затоа што они имаат специфичен регион кој што го нарекуваат Македонија. Истото е примерот со Ајвар или Ајвер или разните варијанти на овие балкански простори во зависност од регионот, односно од потеклото, од каде тие потекнуваат. Географското потекло повеќе се однесува на тоа каде производите се настанати, додека пак ознаката за потекло, да речам, може да бидат производи или услуги од различно поднебје, но може да бидат склопени на едно место и таму веќе зборуваме за тоа каде всушност се тие истите направени. Сега ќе преминеме малку кон авторство и авторството и сродните права и да видиме како на индивидуално ниво се штити некоја креација со помош на авторство. Па велиме дека авторско дело може да биде индивидуална интелектуална творба од областа на книжевност, наука, уметност и од ред други области на творештвото, вели независно од видот, независно од начинот и независно од формата на изразување. Односно, во било која форма, на било кој начин и во било кој вид, некој дело може да се штити како авторство. Авторството исто така обстојува независно од начинот и формата на изразување. Дали е тоа пишан говор, дали е текст, дали е интерпретација, дали може би е песна или некоја друга форма на изразување, секако авторството стои позади тоа да биде заштитено адекватно, односно соодветно на начинот и формата. Кога зборуваме за карактеристики, авторските права се оригинални, односно изворни права. Тие се исто така и промоција на духовната вредност на авторот и она што е важно да знаете е дека се заштитени од моментот на настанување. Значи, авторството не треба нигде исто така да поднесете формално правна апликација или барање, туку тие се заштитени од моментот на настанување. Од самиот момент кога ќе напишете некоја песна, ќе направите текст или во случајот бизнис план или маркетинг план, вие од моментот кога ќе оставите на материјална подлога, на хартија или во дигитална форма, од тој момент се смета дека авторството е ваше и дека се заштитени од самиот момент на настанување. Ова е интересно за софтверашите, затоа што кодирањето, односно пишувањето на кодови, исто така подлежи под авторство и не подлежи под формално правна заштита. Односно, додека куцате код, од моментот кој ќе завршите или било која друга апликација, тие се заштитени со авторство од самиот момент на настанување. Во некој случај преработка на авторско дело, кој што е дел од народното творештво, се смета за самостално авторско дело. Најдобар случај за ова е, например, македонскиот вес. Македонскиот вес не може да биде заштитен како авторство, затоа што дел од културното наследство. Но ако земеме, например, некој графички дизајн или графички дизајнер, истото го интерпретира во графичка дигитална форма, тогаш може да станува збор за посебно авторство. Исто така збирка на авторски дела, како што се енциклопедија, антологија, зборник, датабази на податоци, збирка на документи, се смета за самостојно авторско дело, вели што се должи на изборот или распоредот на содржината која што сама по себе е индивидуална интелектуална творба. Ова значи дека доколку имате датабаза или збирка на документи во вашата
компанија, истата подлежи на авторство затоа што вие го одредувате редот, формата, начинот на кој што или распоредот или содржината на кој што истата сте ја креирате. Истото важи за златна книга, за енциклопедија, зборник на трудови или да речам издавање на збирка на песни од некој автор, доколку распоредот и содржината сами ја креирате, тогаш се смета за ваше авторско дело. Исто така важно е да кажеме дека на авторот, односно на авторите им се признава единствено, исклучително и апсолутно право, на што го знаеме како ерга омнес, за материјално правните овластувања кои што се неразделни од авторското дело. Да видиме што тоа значи во пракса. Во пракса значи дека авторско дело не може да биде идеја, не може да биде концепт, не може да биде некое откритие или нешто што ви текнало на ум, не може да биде службен текст со законодавна, извршна и судска власт и официјални преводи, и не може да биде текст објавен како службен текст или службен весник, затоа што тоа е веќе општествен или општ интерес. За предприемачите е многу важно да знаат дека идеја и концепт не може да биде заштитена како авторство. Значи, кога ќе кажат, не ја кажувам идејата за да не ми ја украде некој, први од каде да знаеме дека идејата е само твоја, второ од каде да знаеме дека баш е твоја, можеби некој друг ти ја кажал, можеби да речем под наводници ти си ја украл од некој друг. Значи идеја или концепт не може да биде заштитено како авторство се додека не се стави на хартија. Кога ќе се стави на хартија, тогаш веќе подлежи на материјално правна заштита. Кај авторството многу битно да кажеме дека постојат два вида на права. Едните се морални права, другите се материјални. Моралните права се изворно ваши и тие остануваат на авторот или на авторите без разлика на околностите. Тоа се признавање на авторство, чести углед, право на објавување, право на откажување или повлекување на делото, и тие права, односно моралните права, се нетрансферабилни. Значи не може да ги дадете на друг. Вие сте автор и вие ги имате овие права. Додека пак материјалните права се имотни права и тие се лесно трансферирани. Значи вие вашето право на авторство може да го дадете на друг или на организација или на бизнис, и тие имаат право на издавање, право на репродукција, на дистрибуција, изнаемување или позајмување. Односно, може ексклузивно или неексклузивно да ги префрлите овие ваши имотни права на друг и вие да се бидете соодветно материјално компензирани за тоа. Исто така, уште едно блиц прашање, дали тетоважата е ваше дело или дело на изведувачот. Ова исто така многу интересен пример и широки дебати се водат во јавноста. Во принцип, доколку појдете на тату мајстор со ваш собствен дизајн, речеме на некој форма на цвет и речете, окей, јас сакам ова форма да биде мојата тетоважа, плаќате, дизајнерот ви ја прави тетоважата, тогаш е ваше авторско дело. Но, во случај да вие идете на тату мајстор и кажете, окей, јас сакам некоја форма на цвет, ама ти само одбери ми дизајн или концепт, и тој го направи дизајнот според собственото убедување и неговите стилски вештини, тогаш тоа е дело на изведувачот. Односно, во тој случај ќе биде дело на авторот, односно тату мајсторот, без разлика што вие уредно сте платили и сте направиле трансакцијата. Кога зборуваме за трансфер на технологии, најчести примери за на кој начин можеме да ги трансферираме правото од интелектуална собственост се општо познатите: лиценцирање, договор за ноу-хау, франшиза, капитални стоки и услуги, увоз, извоз, консултантски услуги, но и договори за неоткривање, односно non-disclosure agreement. Тоа се најчестите начини на кои што може да ги трансферирате вашите права. Кога зборуваме за e-трговија, многу компании за e-commerce, како и други технолошки компании, си имаат своји патентни портфолија, трговски марки, имиња и домени. В патент домените не влегуваат во интелектуална собственост, тоа е договорно право. Софтвер или други оригинални датабази кои судејќи се по себе или се нивните највредни бизнис средства. Ако сте e-commerce, особено внимавајте на домен имињата, односно вашиот веб домен, датабазите, содржините кои што ги ставате на вашите интернет страни, GDPR protection, односно заштитата на личните податоци,
преземени содржини и хиперлинкови. Се она што не е ваше, затоа што на интернет просторот не постојат територијални ограничувања, односно се е во некој хиперпростор, односно лесно достапен на било кој лица или организации од различни територии или држави. Дали она што е иновативно е мое или на мојот вработен? Исто така едно од најчестите прашања во стартап индустријата, односно во малите и средни предпријатија. Дали творештвото создадено од вработен е исто што и творештвото создадено по договор? Ајде да идеме со два примери. Првиот пример е, вие сте дизајнерска фирма, окей, велите ќе правам некоја маркетинг агенција, ќе се вика Purity, ангажирам дизајнер да ми изработи лого, му кажувате како сака да изгледа или концептот и он вели окей, еве ви 4 дизајни. Одберете си еден. Ви одбирате еден, правите договор, го плаќате, завршува трансакцијата. Чие е творештвото, односно чие е авторството? Дали на компанијата, ваше, или на дизајнерот? Во овој случај авторството е на дизајнерот. И како што кажавме претходно, тој ги пренесол само материјалните права на вашата компанија, додека моралните права останале ке него. Значи формално правно он се води како автор на дизајнот, додека вие го имате комерцијално, најверојатно ексклузивното право истото да го потребувате во комерцијалните услуги. Вториот пример е пример на софтверска компанија, односно компанија која што изработила софтвер за сметководствени услуги. Доколку двајца или тројца од вашите вработени направат нов софтвер кој што решава некој проблем, односно прави автоматизирање на процеси во сметководството, односно во сметководствената индустрија, иако вие сте дали ресурси, вие сте дали насоки, формално правно авторството ќе биде на лицата кои што го изработиле софтверот, а тие вас, односно на вашата компанија, може или не мора да го пренесат стопанското искористување, односно комерцијализацијата на нивните иновации. Значи, пак ќе кажеме, моралните права остануваат индивидуални, додека материјалните може да бидат пренесени на друго лице. Некои златни правила за да се избегнат спорови со вработени или независни подизведувачи, секогаш барете правен совет. Секогаш случете писмен договор со вашите вработени или консултанти. Имајте договор уште пред да започнете со работа. Тоа е најдобар начин за да не има после одредени прашања од типот на вака беше, вака се договоривме или не беше така. Вклучете клаузули за доверливост. Усвоите внатрешни политики и регулативи упатства. Дури ние во технолошкиот парк си имаме, иако се водиме како мала фирма, си имаме своји внатрешни политики, регулативи и упатства, затоа што на крајот на денот не можете се да ставите во договор. И бидете предпазливи при истражувањето и развојот, затоа што истражувањето и развојот обично резултатите се видливи после подолг период, а не веднаш. Кога зборуваме за бизнис аспектите, односно за иднината на работењето, во прединдустриската ера работната сила играше доминантна улога. Во индустриската ера работната сила и капиталот играат повторно доминантна улога. Во денешното време, базирано врз модерно општество на знаење, знаењето игра предоминантна улога. Значи, се она што се нарекува нематеријални средства, се најголем дел од работите што ги има во еден стартап. Односно, доколку во 1982 материјалните средства изнесуваа 62% од секој бизнис глобално, предвидувањата се дека до година ќе бидат тие сведени на околу 15%. Односно, се она што е нематеријално, интелектуална сопственост, датабази, веб страни, се ќе ви биде, најголемите средства ќе ви спаѓаат под нематеријалните средства. Кога зборуваме за процес на иновација, во различни фази од иновирањето вклучете интелектуална сопственост, затоа што кога ќе стигнете веќе во фазата на стартап или во фазата на експанзија, веќе вие мора да имате некои стратегии, односно подолгорочно да размислувате за интелектуалната сопственост, а тогаш можеби ќе нема да имате толку време или да речам акумулирано знаење да видите каде се движи вашиот стартап, но секако потребата за интелектуална сопственост тогаш пак е најизразен. Кога зборуваме за инвеститорите најчесто сакаат светска класа, доказ за сигурен пат за комерцијализација, чист пас до пој пазар,
од интелектуална собственост сакаат патенти, дизајни, брендови, трговски марки и авторство, затоа што докажува дека на некој начин вие сте инвестирале во уникатноста и во специфичноста на вашиот бизнис. Исто така сакаат и слобода за игра или freedom to operate. И нормално што е можно помалку бизнис оптоварен со ограничување. Но исто така интелектуалната собственост може да додаде вредност во секоја фаза на системот. На пример, во дизајн на продукт може да вклучите трговска марка, географско потекло и индустријски дизајн. Во финансирањето може да вклучите патенти или корисни модели. Во лиценцирањето, во извозот може да ги вклучите сите права од интелектуална собственост. Така да гледајте во секоја фаза од вашиот делокруг на работење да вклучувате различни производи и услуги. Кога зборуваме за вреднување на интелектуалната собственост, ние во технолошкиот парк вреднуваме и стартапи, но вреднуваме интелектуална собственост. Постојат повеќе од 50 методи на вреднување, најчесто тие се варијација на некои 3 методи. Првиот е метод на репродукција, односно рекреација, односно колку чини да јас го изградам вашиот бизнис кој што веќе вие го имате креиран. Потоа е методот на пазарна вредност, колку вашиот бизнис би се продал или би се купил на некој отворен пазар со слични перформанси или карактеристики. И методот на идни придобивки, односно колку може да вреди вашиот бизнис во иднина. Ова е обично методот кој што VC компаниите или ризични капитал најчесто го употребува. И добар пример за тоа е Walmart и Amazon. Amazon имаше подруга стратегија, скрос организирана кон дигитализација и затоа вреднувањето кај нив испадна многу високо, односно има раст на вредностите, додека кај Walmart, кој што се остана на класичниот бизнис модел, стагнираше, дури да речем на некој начин се уназади, иако истите имаја слични почетни точки. Оно што е важно да го запоменеме за самиот крај од оваа работилница за интелектуална собственост се следниве неколку точки. Тоа се научи да ги препознаеш начините за заштита на интелектуална собственост. Обично многу предприемачи мислат дека заштитата е само патентирање. Денеска видовме дека постојат повеќе слоеви за начини на заштита на интелектуалната собственост. Научи како тие може да ги препознаеш, но како би дошле во функција на твојот бизнис. Интелектуалната собственост е можеби твоето највредно средство. Размисли вака за твојот бизнис. Доколку си технолошка компанија, што е она што е највредно? Дали се масите, столовите, дали е тоа мебелот, или пак нешто што е неопипливо, односно intangible assets, нематеријални средства. Интелектуалната собственост спаѓа под нематеријалните средства и тие се можеби твоето најсилно оружје на бизнис пазар. Само интелектуалната собственост ја зголемува вредноста што повеќе ја употребуваш. Кај се друго се намалува, односно постои амортизација. Размислете вака, доколку имате трговска марка, што повеќе користите на пазарот, незината вредност повеќе расте, односно се зголемува. И со стандардите исто така викаат. Интелектуалната собственост не само што ја штити вредноста на бизнисот, туку и ја зголемува експоненцијално. Интелектуалната собственост може лесно да се трансферира. Може да ја продадете, лиценцирате, да ја користите мест на домест, да ја даете со франшиза, без франшиза, како сакате. Значи, може лесно да биде трансферабилно. Денес скоро 80% од цела вредност на сите стартапи низ цел свет се дължи на интелектуалната собственост. Инвеститорите ја обожаваат затоа што е уникатна и високо ликвидна, односно многу брзо се претвора во пари. Заштитата не е скапа доколку се прават мали чекори и навремени чекори. Сите мислат дека тоа е скапо и дека не е нешто што е за нив. Во принцип не е скапа доколку на време се преземат чекори. Не чекајте некој по 10 години да дојде и магично да ви ја реши целата интелектуална собственост наместо тебе. Обично ова е најголемата грешка на стартапите, затоа што мислат дека некој адвокат по некое време ќе му дадат се што имаат на маса и ќе рече окей, ова е тоа, сега си слободен и можеш да шеташ по бизнес светот. Обично не е така. Гледајте да имате hands-on approach за се што може да ви биде корист, затоа што носи дополнителни вредности за вашиот бизнес. И последно, види по што си уникатен и гледај истото да го монетизираш најдобро што можеш. Интелектуалната собственост гледајте како алатка и како инвестиција која што може да ви креира компаративна предност, да ве заштити од конкуренцијата, да ви даде подобра
моќ на пазарот или пазарите кои што се надпреварувате и да ви даде уникатност за вашиот бизнис, односно вашите процеси. Ова беше се што сакав да го кажам на овој вебинар. Ви благодарам многу на слушањето и доколку имате прашања, стојам на располагање да ги одговорам сега, доколку имаме време, или пак може и дополнително, може да не контактирате на Г. Рафајловски, односно Гого Рафајловски на социјалните мрежи, на Технолошкиот парк, или да дојдете да се сретнеме во живо, да видиме како можеме да ви помогнеме во заштита на вашиот уникатен бизнис. Ви благодарам. Супер. Ти благодариме и на тебе, Гого, од оваа страна. Да, ќе ги замолам присутните, доколку има некои прашања, моментално можете слободно unmute да си направите и да го поставите или во чат. Имаме уште некоја минута. Нема никој, ја мислам дека имаме едно прашање и свери. Повеќе имаме во однос на времето. Еве ќе прашам јас, Гого, кај нас кој орган да го наречеме или каде може да се аплицира за патентирање и да ни кажеш некој пример, ни интересира македонскиот светски патент. Така, фала ти за прашањето. Нашиот орган кој што е задолжен за националното патентирање е Државниот завод за индустријска интелектуална сопственост, односно ipo.gov.mk, и формално правно кај нив се прави националната заштита и меѓународната заштита на патенти. Морам да кажам дека во Македонија најголемите патенти, односно најголемите пронајдоци се заштитени од страна на Алкалоид и мислам дека тоа е компанијата со најголеми патенти во Македонија, доколку не се лажам. Втората работа е, што сакам да кажам, еден пример кој што е како урбан мит, тоа е дека некој македонец ги измисли оние препознатливи брисачи за кола за Мерцедес кои што скокаат, фактички 2 брисачи заменети со еден, и наводно дека тој отишол во Германија ги презентирал. Тие направиле реверс инженеринг и го направили истото без негова согласност. Дали е вистина или не знаеме, но знаеме дека во Македонија има многу, да речам, иноватори кои што можат да заштитат, и ја ги охрабрувам сите бизниси да размислуваат на формално правна заштита, но исто така да видат и кои се аспекти може да ги заштитат без формално правно аплицирање. Например, авторството, например, трговската тајна, или клаузули за доверливост, или клаузули за договори, или NDA agreements, истото може да го направат како интерни процедури во нивните бизниси. Фала на одговорот, Лагица. Ако сме веќе тука, може би само да ни кажеш колку долго трае процедурата за еден производ да се патентира? За патентот обично и во светски рамки, и во домашни рамки процедурата трае подолго. Во европски рамки негде може да трае до 3 години, може би повеќе или помалку, зависи од комплексноста. Во Македонија исто така е малце намалена, мислам дека е под ова ниво, но исто така во Македонија релативно е поевтино од европските земји заштитата и на трговска марка и на патенти, но исто така тоа е подолг процес кој што вклучува и повеќе засегнати страни. Така да генерално, например, на трговската марка заштитата е 10 години, вреди да се почека 6 месеци или 1 година да регистрирате трговска марка, затоа што од моментот на регистрација официјално е заштитена во следните 10 години. Има Евзи кренато рака, валјда има некоја прашање, повели Евзи. Да, јас не сум Евзи, јас сум Филип Неделковски, колега сум на Евзи, ама не знам зашто кликнав на линкот да се уклучам и сега ми стои Евзи, ама небитно. Мислам дека прво фала ви на презентацијата, извинете што малку касно се уклучив. Многу ми е важна оваа тема. Имам едно прашање за чевларска индустрија. Патентирање на дизајни на чевли, затоа што во делот на Североисток работиме со неколку компании од таа индустрија и таму, да речеме, common sense да се краде дизајн. И тоа го прават и по големите, го прават и по малите. Мислам, Inditex краде од Boss,
Бос од Прада и овие помаливе да не правиме муавет. Сега, прашањето до вас ми е, дали сте имале пример, случај кој што е од пчеларска индустрија, што може да се имплементира кај нас како success story, како позитивен пример, што би можел јас да го споделам со некој од нашите потенцијални соработници. Тоа е едно прашање. И второто прашање, ако има, ако нема у Македонија, дали има негде што е у регионов, бар некој така приближно нешто слично што може да го дадеме како пример на нив. Фала ви многу. Да, фала за прашањето, навистина конкретно и специфично. Први морам да кажам дека сме немале конкретен пример од пчеларската индустрија, но од друга страна таа знам дека индустрија каде што како што кажавте вие многу се слични дизајни, односно може да се копира или да се позајмуваат идеи или концепти од друг производител. Во секој случај мислам дека во регионот има и можеме да поразговараме и околу ова подетално. Од друга страна, да, и постојат индустрии кај што, да речам, производите, односно дизајните се слични и не се доволно дистинктивни и уникатни, кај што може да има, генерално викаме дека индустријата е толерантна за вакви работи, но може да има специфични методи и специфични алатки кои што ќе гарантираат некаква формална правна заштита. И ова прашање има фактички две компоненти. Едната компонента е формално правната, а другата е бизнис логиката. Во многу случаи бизнис логиката на два конкуренти или на два партнери обично превладува, затоа што многу од случаите се решаваат и вон судски. Ние како консултанти секогаш гледаме работите да се решаваат вон судски, затоа што судот на крајот на денот ќе пресече, но од друга страна пожелно е во некои случаи да се оди на формално, да речем, правно разјаснување на работите. Во секој случај би сакал да дознам повеќе и да видиме како можеме да помогнеме. Во интерес на другите, во интерес на времето, би ве замолил да не контактирате директно и да видиме како можеме истото да го решиме позитивно за вас. Благодарам. Супер, да, фала ти Гого. И јас би сакала само да кажам дека дефинитивно ова е една многу интересна тема и според мене треба да се вложува особено во интелектуалната сопственост, затоа што исто како Марк Гети кажал дека интелектуалната сопственост е масло или нафта на 21 век. Ако порано најбогатите луѓе биле најбогати поради тоа што имале многу природни ресурси и ги разменувале и ги поместувале во целиот свет, сега најбогатите луѓе, ако погледнете, тоа прават пари од интелектуална сопственост. Со ова би го завршила овој настан, ти благодарам Гого многу и се гледаме на останатите настани од агендата на глобалната недела на претприемништво, што ги имаме многу до 9:30 вечер. Поздрав! Ви благодарам и вас и на сите учесници. Поздрав и имајте убаво попладне. Пријатно. Чао, чао.